досегашните емисии на Time Out имавме голем број на спортисти како гости, врвни спортисти, успешни спортисти од нашиот регион. Меѓутоа денеска ќе стапиме од таа пракса и наш гостин денеска ќе биде еден од најголемите фудбалски љубеници од Тетово и слободно ќе речам најголемиот навивач на Тетекс, Блаже Аврамовски, или како што сите во Тетово го знаеме, Чичко Мато, кој што ја има галеријата, најголемата галерија со слики од постоењето на ФК Тетекс па се до денес. Чичко Мато, на почетокот сакам да се потсетиш кога започна да одиш на стадион да го гледаш Тетекс? Кога почна да навиваш за Тетекс? Ја, као дете на 7 години, почнав да идем на игралиште. Да ги гледам Текстилец како тренира. И као дете, кога и можев, ако имав 7 години млад бев, си идев. Играчите како тренираат, топката ќе име зад гол. И јас имав мерак да трчам, да им ga дадем топкава на фудбалерите од Текстилец. И ја се надав, и ја викам еден ден, мене деца ќе ми дава топке така. Сакаш да станеш фудбалер? Па тоа сам сакам многу да желба сум имал. Тренираше во Тетекс? Не тренирав. Ми беше едно срам прво да кажем, кој ме повика, мислам сите играчи на Поток беа и од Тетекс, Текстилец, Љуботен, претежно градов беа од Поток. Дали за Љуботен, дали за Тетекс. Игравме кај црквава. И сите играчи што тренирае, и не гледа нас деца. И ќе ни речат, дојди, утре ова ќе те примиме од тебе овато. Ама ја таков бев, срамежлија, не се наметнев, не се онадиев. Ако ме повикаат, тоа ми беше. Ова е периодот некаде крајот на 50-тите, бидејќи ни кажуваш дека уште се вика клубот Текстилец, до 61 е Текстилец, а потоа станува Тетекс. Денеска се познати овие навивачки групи што одат на клубовите, има и инциденти и проблеми се. Како беше навивањето во тој период, крајот на 50-тите, почетокот на 60-тите и воопшто, значи низ целиот твој живот го следиш Тетекс? Како се организиравте тогаш за одење на стадион, за навивање, како го поддржувавте клубот? Прво ќе кажем, Текстилец беше формиран 18.2.53 година, до 61 се викаше Текстилец. Покојни Пипа, младиот фудбалер на Тетекс, укино 19 ноември, прочита, пошто бев јака дете, 11-12 години ме интересираше тоа. Слушнав дека ќе се вика Тетекс. 61 година. И ние ка деца поточани од ова горно мало се вика и долно. Инаку поток е, голем поток е. Као деца 14-15 години идевме на игралиште, гледавме утакмице Тетекс. Имаше постари навијачи. Они ги викаа Тетексови голови, ајде голуби бели. И ние ка деца од нив се учевме. И ние децава од Поток, 15 години, 16-17 години, викам, ај ние ќе направиме нешто. Зедовме заставе. Платно земавме, пишувавме Тетекс, како било, што било, важно и ќе одиме на игралиште и навијавме така. Постепено како што идеше тоа, почнавме да се дружиме со Перчина, Два Бреста, Жичара, доле спортски центар, Тетовчанка, Поток е стадионов. Бевме една група, се беревме за на стадион навијање. Симавме транспаренти, да речеме, звонци, па после други работи искочија, што ми дадоа и мене у Тетекс, кој тоа беше 70 година, ми дадоа звонци, ми дадоа еден тупан, навијачки да видам, тоа е. Така беше заеднички навијање од целиот град на Тетово. Зборно место беше овде у моја стара куќа просторија. Заставе што имаше, звонци и други работи, се беа овде и од овде се беревме, дали 100 душе, 200, 500 душе, се одивме на игралиште. А инаку ние исто ко навијачи у почетокот,
од поток само кој бевмо, имавме еден грамафон. Имаше една мелодија таква интересантна, ќе носемо, ми давае струја доле. Од просторијата Тетекс да слушамо мелодијава, така беше навијачката и таа редовно га пуштавме. И сакам да кажем, заеднички све се беревме од целиот град и имаше еден покојни, ќе спомнем, Трпче Шоу. Ни беше маскота. Он ни дојде кај еден маскота на навијачкава група. Трпче Шоу го вика, покојни. Него му направивме цилиндер и фрак од Тетекс. Покојни голман, Рајчевиќ покојни, ме викнаа мене, мате, ќе направиме ова. И со Трпчета, ја и Трпче идемо, вземаа мера, се прават. И Тетекс ќе игра овде со ФАП. И од кај мене треба да земо навијачи отишле на стадион, навијачи на стадион, а ја и Трпче у фабрика земамо тоа и кај мене доаѓамо од чадор, еден голем, капалка да биде тоа. И да ги изненадимо навијачиве на Тетекс. Никој не знае дека Трпче Шоу. Тоа маскота било и го знае у градов. И свегде идевмо заедно со него на одбојка, на кошарка, у Партизан, сегде се дружевмо, те викам, идевмо. Тоа било тоа, со тупанот. И кога дојдовмо тоа на игралиште, навијачката група наша ги ставиле у Котар. Ми ја викамо Котар од таа страна. Не знаемо што е работата. Ја Трпче Шоу влагамо, а Плячков, покојни исто сега, капетан тима беше, треба да му даде Трпче Шоу на него демек тоа. И не очекуваме ќе биде аплауз голем демек. Чискочи Трпче Шоу, што како никој не знае. И кој излагамо од таму, а тоа беше утакмица со ФАП, Прибој на Лим. Уа Тетекс, ова тоа ми излеговмо на атлетската стаза, се чудимо што е работа. Уа, ова, тоа и ништо. Работата била, ги ставили у Котар и тоа, а тешка утакмица беше парото време тешка. ФАП можеше да не победи 2-0, 3-0. И што е работата, направија каже тоа и тоа. Играчите, публиката го вратија таму, еден аплауз на Трпчета Шоу и Тетекс победи 3-0 со ФАП. И уште едно нешто ќе кажем, тоа ми усеќање, го поканивмо Мате, се викаше од Пелистер, Битола. И тој беше голем навијач за ракометот, за спортот у Битола, тој беше познат у Македонија. И он присуствуваше кај нас 2 пута у Тетово на старо игралиште. Имаше одено и на гостување со навијачите на Тетекс. Како изгледаше тогаш едно гостување во Југославија, не цела Југославија се оделе на надпревари? Сум бил на гостување, например, у Македонија прво ќе спомнем. Пошто Тетекс беше као ја клуб. Имаше играчи, Меловиќ, Плячков и други многу играчи, купувани, Кечан, добри играчи. И у Македонија бевмо, ние за у Македонија бевмо солидна екипа, меѓу прва екипа, што не може со нас, и кој ќе гостуемо, вие купени играчи ви са, све тоа, пошто Тетекс јак ќе победи. И тоа зборија. И сум бил, после, например, навијачки автобуси многу идевмо. У Штип отиднавме 12 автобуса. У Прилеп исто 12-13 автобуса. Низ Македонија, сегде идевмо, многу народот Тетекс го сакае. И имаше нешто Тетекс, Тетово беше нешто живо, се збореше секој ден, до сабота тоа било се тоа. Имало лоши моменти, ќе идемо у Штип, ќе не вреđаат, у Прилеп исто, ќе не вреđаат, не сакам да кажем што, како, не вреđале,
али сме биле ка добра екипа и од мука тие ќе изгубат, ние ќе победимо. Сега да преминеме на тоа зашто сме денеска овдека. Ти го имаш најголемиот музеј, галерија со слики од ФК Тетекс. Кога дојде на идеја да ги собираш овие слики и да ги изложуваш вака во твоите простори? Да. Еве ќе спомнем, као фамилијата ми е спортисти, да речем, спортска фамилија. Прво ќе спомнем Вујко ми Томче Жаба, покојни, бербер беше, у 53 година, 54-та, 55-та, 56-та играше фудбал. Томче Жаба, син му негов Љупче Жаба, исто добар фудбалер на Тетекс, 78 година беше со многу јаките играчи, со Рингова, со Плячкова, со Корошевски ќе спомнем, многу играчи. Ќе спомнем брат ми Мио. Брат ми Мио, тој на 18 години, 19 ногата ga повреди, у Тетекс играше, ga повреди, се откаже од фудбалот, наступи неговиот син Горан Гамагам, исто фудбалер, познат е, за мене познат е, не викам некој да фалим, за мене се сите играчи добри. Брат му помалав исто Мики, фудбалер. Сакам ти кажем, сите беа спортисти, а ја не стана фудбалер, идев да навијам за Тетекс, да го сакам Тетекс. И уште го сакам. Ја мислим, нема кој у душата да каже повише од мене некој го сака. Ама не да зборим со деме као јас сум навијач овато. Си сакам така клубот да не можем да речем лошо еден збор. Дали губил, дали добија утакмица, јас сум скромен, мирен, си сакам Тетекс и ќе продолжим да можем, ако имам 70 години. А 50 години сум со текстилец и ФК Тетекс. Многу работе за Тетекс сум ги сакал и го сакам клубот и сум работел 42 години у Тетекс. Сум се гордел, името Тетекс за мене, у душата ми и срцето и ќе ми остане. Тоа е. Кога за прв пат почна да ги изложуваш сликите, фотографиите? Прв пат почнав, да кажем, Вујко ми Жаба, играше фудбал у Тетекс, 5-6 слики ми даде, покојни тие са оформувањето на ФК Текстилец, тога и тие играчи, Резак, Мече Груевски, покојни, Вујко ми Жаба, го спомнав. Од нив по 3-4 слики земав. И ги берев, ги пресликуев. И ги правам една слика, све исти обрим, да има 30 со 20. Инаку сликите понапред биле 10 со 15, тоа е. И редовно, што ја у Тетекс кој почнав да работам, мислим ги берев тие слики, у новина што ќе искочи, Спорт, Темпо, Вечер, Македонија. Денеска пред трафика, ја гледам, чекам автобусот, има за Тетекс нешто, 3 новини, 3 ја ги купуем. Тоа не сум жалел и нема да жалим за тоа што го надим, затоа ги берем и ове работи. 15 пута просторијава га менјам. Вака да биде така, да биде уште најдобро и така. Продолжив тие сличе да берем, направив еден албум, па 30 години да ви кажем, 3 пута ми ја препреја у печатница у Тетово. После у Тетекс ке нас се отвори печатница. Стана тоа тефтеров, да речем, ја тоа те викам слики што берев и се што излагаше у новина. Припрема. Дојден играч. Пријателска утакмица, првенствена, колку боду има, се тоа си берев од секој новина што имаше, секој понеделник тоа ги имаше. 30 години га берев таа книга и ми е многу жал на двајца играчи. Едниот беше у Тетекс управата, едниот тренер, играч, имијата не им споминјам, им га дадов. Мате ке мене
Петко кај мене и книгата остана, га немам таа, што сум бил ка навијач у градовиве у Македонија, прво ќе кажем. У Србија нема таќе слика, али у Македонија. Ке смо ишле гостувале со составете ка деца, тие ги имав у таа книга. И многу ми е жал, ама што да пресија, тоа е. Така, сега во вториот дел од емисијата ќе преминеме малку и да ги разгледаме сликите. Едно ќе кажем, и ова ќе се пофалим, ја ка текстилџија. Толку сум сакал и сега не го правим, ја признавам тоа. Али едно 20 години, Тетекс кој играше у Тетово. Ќе пројдев покрај црквава наша, ќе оставим 20 динара, 30, 50 динара, Тетекс игра за здраве да победим. Тоа никој не го правил и ја не се срамим што се го кажем, ова некој ќе рече, пф, ама знаеш што сигурно ќе победи Тетекс, викам кој сум отишол у црква за здраве, за све. И не сум се љутел, што ова не се љутим, не се нервирам, дали изгубил тогај Тетекс или не. Важно за здравје и за победа на Тетекс. Тоа нема да направи никој и нема да направи. Одиме да ги разгледаме фотографиите. Може. Шкомато кажавме, фудбалскиот клуб Текстилец е формиран 18 февруари 1953 година и тука ги имаме веќе првите слики од формирањето на новиот клуб во Тетово. Кажи ни, која е најстарата слика на Текстилец овде на ова пано? Првата слика на Текстилец е 53 година. По име Гаге, Кикиш, Абас, Гнчар, Опан, Миле, Драго, Симче, Душко, Екрем, Баджо. Таа е прва слика ги имам. А после Вујко ми жава 53 исто 54. Али тога и тие се сликале, таа е прва слика ми е. Тука клубот се уште игра во подсојузна лига, во Скопски регион, Тетовски регион или како и да се Да, и Скопски, Тетовски беше, да. Регионот, да, имаме тука и една слика дерби градско помеѓу Љуботен и Тетекс, меѓутоа тоа е малку подоцна. Да. Да ги објасниме малку сликите, кои се на овие слики, кои играле првите фудбалери во фудбалскиот клуб Текстилец. Па кажав, прво Текстилец екипата 53 што е формирана е. После и ги има Симче Аврамовски, Ѓорѓи Димовски, Тасе Спасовски, Живко Јовановски, Резак Ибреми, Пано Манеловски, Живко Васовски, Томче Богдановски, Баджо Халил и Екрем Незири. Тие са опет, како што и да сликите, мислим, годините се менјаваат, например, и други играчи. Да, еве тука имаме првиот надпревар со местниот ривал Љуботен, го одигран на 12 септември 1953 година, завршен надпреварот 1:1, дел од фудбалерите на Тетекс е на сликата, Да. Симче Аврамовски, Екрем Незири, Димче Апостолски, Душко Васовски, Баджо Халил, Живко Јовановски, Резак Ибраими, Живко Глигориевски и Миле Марковиќ. Значи првиот градски дерби надпревар помеѓу Текстилец и Љуботен завршил нерешено 1:1. Какво беше ривалството помеѓу Тетекс и Љуботен во тој период? Па многу фино било тоа, например, цела неделја се зборило Тетекс Љуботен ќе игра. Нема цел град само, ние ќе победиме, вие ќе победиме. Иди у самопослуга, да речем, у Колонијал Дуќан, кај што требе, се знаеле кои биле текстилџije, кои биле љуботенџije. Љуботенџije биле тетовци, да речемо, а Тетекс, Текстилец биле работници од фабриката на Тетекс, Так. Текстилец. Значи тука имаме горе едно знаменце, 15 години ФК Тетекс, значи тука е опфатен периодот од првите 15 години од формирањето на клубот. И сега одиме 1957 година, Тетекс за прв пат игра квалификации за влез во Македонска лига и успева да победи против борец од Велес. И ја као дете на 7 години тогај, брат ми, фудбал што играше, со другарите негови, тој 18-19 години имаше, со точкој у Велес отидне, они ми
кажуеа и слушавме тие постарите со точкој утакмицава да гледат таму. Јас 7 години имав тој, знам Тетекс дека победи. Овде 5-1, а таму изгубивме 4-1. Да. Во тој период за Тетекс играат, еве еден надпревар од 57-та година, Пано Манойловски, Ѓорѓи Димовски, Зоран Ѓуровски, Да. Душко Васовски, Тасе Спасовски, Гаге Митревски, Резак Ибраими повторно, Да. Бранко Аврамовски Аликас, Екрем Незири и Симче Симче Аврамовски Аврамовски, да. Аликас. Имамо тој нов играч. Тоа ни дојде од Гостијар. Забрев како и ке ми текне сега. Па еве ќе Добар го играч кажам, беше, не. сега. Ова, Буран Џајб. да, од Гостијар добар играч. А пред тоа Бодо Соколовиќ дојде. Тие се новите играчи и Тасе што дојдоа. Да. Тука веќе Тетекс е во Македонска лига. 61 година, кој Тетекс го доби името Тетекс. Таја слика е. Ова е 60 првата генерација на ФК Тетекс под тоа име како Да, Тетекс. Тетекс, Претходно да. било Текстилец. Текстилец. 61 година, 61 година, 62 пипо значи тоа, таа сезона, по ова е период, слика 62 година. Имавме квалификација за влегување втора лига Исток 65-та година. 2 утакмици се играа, 2 кола така, Ловчен Цетиње, не влеговме, исто и со Слобода Ужице, исто не влеговме. Тоа ни 12 беше... успешни победи, меѓутоа Тетекс тогаш е 2 пати шампион на Македонија и Да. така се изборува да игра во квалификации за пласман во втора лига. Втора Исток. лига. Еве тука е и Бодо Соколовиќ, го споменавме на Да, слика. најдобар играч што дошол за мене. Али имало уште други, не можем се да кажем. Ја не викам. Сите што играле прва постава у Тетекс, за Тетекс што биле, за мене се свите најдобри. Не можем посебно за еден. Се у реду, у душата моја ги имам тој подобар бил, али за мене тие 11 души што ќе истрча, тие Ти се си имал најдобри. можност да ги гледаш во живо овие фудбалери, Да, сигурно да, имаш да, некоја ова- представа кој како играл во тој период. Да. Еве 67-та година, пред некој првенствен надпревар, Гаге, Нане, Саре, Кралеви, Гаге им Кире, беше Васија, тренер. Вазовиќ, Борче, Билбил, Мито, Жиров и Тришо, 67-та година. Гаге претходно го споменавме како фудбалер, сега овде Као веќе тренер. е тренер. Следни ни се сликиве, Еве добра екипа што биле. Текстилец тога више од 65-та наваму до 70-та година купуваш играчи, све нови. Еве Кертако голманџија беше добар. Маровиќ не можем да го забравим како центар халф играл, Маказе, Милетич, Бекче, Невригиќ, не можем 18 гола даде за пола сезона и напушти. Котев исто добар играч, Аце Шуменко исто центар фор голготерен на Тетекс, Текстилец. Играчи имало кој ти погледне сликеве, дали е тој подобар, дали е тој, затоа не можеш да кажеш. За мене се свите што играле, еве кој ќе видим оваа слика, знам дека е тие се најдобри. Сега понаму уште подобри ќе видам. да. Сега тука ни се дуваат неколку понови слики. Тука една посета на ветераните на Тетекс и Пелистер, Да. мислам дека е ова. Беа тука во твојата галерија. Еве дел од фудбалерите Тони Мицевски, Ванчо Мицевски, тука се Цоле Урошевиќ. Да. Ике И да Јовановски. не ги наброја. Да. Ете, Чварка мислам дека е тука, да, Да. ги набројуваме сите. Тука си сликани со Никола Секулов, кој што Да. беше своевремено Центар тренер, фор да. исто Тетекс И дојде. тренер, тој. овде како тренер на турнов. Да, точно тоа. Еве и со твоите внуци Да, ги тие се. споменавме. Да. Дојде и Ане Тупан. Беше полуки играше за Тетекс, отиде на Америка, проштена утакмица, само беше оваа утакмица. Него војска која отидна. И он самиот се чудеше ова што видел, тоа е. Дојдоа и играчите на управата на Тетекс овдека се одржуваше еднаш, два пати состанок. Гледаја самите видове, тоа е. Така. Сега одиме 69-та година, веќе Тетекс успева да се пласира во втората лига Исток. Тој Тетекс Во одигра. Ѓаковица. Тетекс одигра 0-0 овде со Ѓаковица. Ја тогаш 69-та година отиднав у Јана,
Не ga гледав утакмица. Инако ќе одев тамо да гледам у Ѓаковица Тоич. Тамо ги победивме 1-0 Ѓаковица и влеговме у друга лига. Димков го даде голот за Тетекс. У тето слушнав, ја у војска бев у Хрватска, у Карловац, у новина најдов Македонија, тоа Тетекс Дека се пласирал се за прв пласира, пат. да, у втора лига. И тоа Исток. трета среќа, значи претходно кажавме Да. два пати испаѓа Да, Тетекс. да. И Треќа сега слика, трета 60. среќа, трет пат Тетекс е шампион на Македонија 69 и овој пат година. успева да влезе во втората лига Исток на И Југославија. постепено играчи Тетекс почна да си купува све нови играчи, нови, например, Еве да Тетекс споменеме беше познат клуб. И дел од играчите 69-та година кои што настапиле, Да, тие Митревски, се. Коцевски, Да. Вучевски, Јакимовски, Абазовиќ, Абази, Жиров, Блажевски, Форчевски и Атанасовски. Тие се. Одиме на 78-та година, Тетекс е есенски шампион во втора лига Исток, меѓутоа оваа сезона Тетекс иако влегува во прва југословенска лига, сепак е административно вратен во втора поради неправилни настапи со жолти картони. Тоа беше утакмицата Тетекс Вардар. У Тетово се играше. Тетекс Вардар ги победи 2-1. Ги победи 2-1 и 6 месеца се чекаше што ќе биде, како ќе биде за Тетекс. И Тетекс ga доби утакмицата, задна утакмица беше со Единство Биело поле. Играе 2-2 Тетекс и остане у таа лига. А пред тоа Тетекс него го казня со 6 бода. Вардар. Демек Вардар го направи, демек како да речем тоа, чека 6 месеца, Тетекс опстана у втора лига и 6 бода на Тетекс му зедува. Кои се играчиве од тој период на Тетекс? Еве можам да видам голем број на познати презимиња и многу добри фудбалери. 78 година, еве. Тренер беше Зоран Чолаковиќ, Стеве Заковски, Лазаров голман, Јаковлевиќ, Пејановиќ, Јовановиќ, Алексиć, Савиć, Симовски, Петров, Тасиć добар играч, Грне добар, Плячков добар, па подоле исто бе. Беквалац доаѓал, па Будисавлjević дошол од Партизан. Матиć, Будисавлjević и Радонова дојдоа од Партизан, тројца играчи у Тетекс ги пушти. Тука има една слика од подготовки на Тетекс. У Сурдулица, мислим, тоа да беше, во Ласотинско Сотница, езеро, Сурдулица на таму 79 година. И сега, после овој период каде што Тетекс административно останува во втората лига, следува и најголемиот успех на клубот во поранешна Југославија, пласманот во првата југословенска лига, каде што го чека и дуели со екипи гиганти за тој период, па и денеска можам да речам. Последниот надпревар Тетекс го игра со Галеника Земун. Прво ќе кажем, со Галеника Земун отиднав да гледам таа утакмица со Драгота у банка што работа. И покојни Сликаров Драго. Гледавме таа утакмица, отиднавме со воз. Со воз таму, изгубивме 2-1. Али овде есенскиот дел за реваншот беше 0-0. И ние влеговме во првата Југословенска лига. Можеш да се присетиш на тој надпревар? Колку гледачи имаше на градскиот стадион? Па, немаше игла да фрлиш. Не на зидовите качени, не на под дрва. Стадионот пун, котарите пуни. Немаше да онани. Цела неделја се спремавме ние навијачиве. Од плоштад кога искочивме со коле, ма со трактори, цел град навијачиве, ни беше зборно место пред Тетекс продавницава. И од тука кружевме низ цело Тето. И народов, што не беа навијачи, да речемо, се дружија со нас, да идемо на игралиште. 2 сата беше стадионот пун. Не може да се опише. Каква еуфорија следуваше после надпреварот? После надпреварот големо славие беше. Цела неделја се одеше во тече. Не музика имаше, не тупани. Ма 300 чуда, цела неделја се
недела се јадеше, се пиеше, демек Тетекс плаќаше, ја клуб беше Тетекс, ресторантот беше тука. Не можем да опишем, не можем, тоа било... На Сикиве, која е таа генерација шампионска на Тетекс? Тоа е Тетекс. Чолаковиќ, Заковски, Лазаров, Пејановиќ, Јаковлевиќ, Симовски, Јовановиќ, Вучевски, Јуриевски, Бедени, Петров, Тасиќ, Гончаров. Тие. Еве, тука имаме дели од прославата, дели од атмосферата на градскиот стадион. Еве се, клубот почара секој мобар. Еве, тие се играчи. Доаѓаме до 81-та година, 26 јули 81 историски ден за Тетекс, прв надпревар во првата југословенска фудбалска лига. Со кого играше Тетекс? Надвор играше првата со Осијек. Изгубивме 2-1. А прва дома ни беше со Олимпија, ги тепавме 2-1. Тие се првите две утакмици. Колку публика имаше на надпреварот со Олимпија? Па не можеш да опишеш. Стадионот, да речемо, бере 7-8 илјаде. Пун стадион, тоа е. Публика двојно. Тоа е. Толку стадионот бере. И надвор имало, што гледај од жаде, да речемо, од улицата, ама толку бере. 7.000, 8.000. И 10 да... Ја не можем да оценим, сакам да ти кажем, крцат беше стадионот, и надвор, и нутра. Може да се види, еве, посликава, кај са качени, како са качени све навијачи. Да, ова е сликата Тетекс Хајдук, 80-та година. Да. 1:0 Ги тепав. за Таа Тетекс. беше. Да. На телевизија беше. Генерацијата 81 Плачков, Валок, Стеве Заковски, Лазаров, Пејановиќ, Родиќ, Штела Јаковлевиќ, Саре Вучевски, тренер на голмани, Рајчевски, Вуличевиќ, Бејадини, Цветковиќ и Грчаров на еден од надпреварите на стариот градски стадион. Сега веќе стариот градски стадион, тогаш само градски стадион. Тетекс таа сезона испаѓа од лига. Да, испадна, ние добивме тројца играчи. Голманот Цакиќ, добар голман, тој у Сарајево, Железничар, не знам кај бранеше. Дојде Цветковиќ, пред тоа Чакалиќ дојде од Београд. Дојде Бора Николиќ, тој е за репрезентација на Југославија, играше у странство Германија. И мислевме Тетекс ќе опстане у прва лига. Можеше да опстане Тетекс, мало и судиете. Многу утакмици у Тетово го оштетија Тетекс, мал фаул ќе направи све против Тетекс, све тоа и Тетекс испадна за ништо, што да речем, да му избегале другите екипи 10 бода, 15, ова тоа, за 3 бода 4 Тетекс. За 2 победи испадна. Да. Сезона за 4 бода, У новина имаше задна утакмица со Риека, Тетекс игра у Риека, у новина. Пишуеше Тетекс када игра за Куп на Европа, у Риека, задна утакмица беше. Сакам да кажем, Тетекс беше јака екипа. И после си постепено играчите, кој како отидна. Тоа е. Имаме тука еден вестник Стар, каде што вели дека со 2 плати во Тетекс се купувало нов гол. Голф толку многу беа платени фудбалерите на Тетекс? Тетекс од 77 да речемо, 70 година, па Бога ми има директорот Стојан Ѓорчевски, даваше пари за спортот и се гордееше и секоја недела доаѓаше обавезно на состанок на Тетекс. Што треба, како треба. И еден ден се сеќам на стадион разбрал Киќановиќ. Игра кошарка, добар кошаркар. Овој вика, ако треба, Стојан вика, ако треба ја ќе донесем и Киќановиќа да игра. А овој вика управата како да донесеш кој игра тој кошарка, овој фудбал. И фудбал ќе научи за паре. Толку директорот беше Стојан Ѓорчевски за Тетекс и многу придонесе, стадионот го направи. Фудбалери купуеше. Свака му час од Стојан Ѓорчевски, а Григорije Гоговски за Тетекс, директор бил на Тетекс. Еве, ја кад човек, не можем да речем, не придонесел нешто, не придонесел. А требаше он мало за
ФК Тетекс. Реклама на градот, на клубот, све тоа. Одиме на следните слики. Тоа се периодот Тетекс повторно се враќа во втора Југословенска лига и веќе никогаш нема да се врати во првата Југословенска. Игра во втора, игра во трета потоа кога се формира третата Југословенска лига. Имаме тука еден интересен надпревар, пријателски надпревар помеѓу Тетекс и Црвена звезда на 22 мај 86 година, 2:1 за Тетекс. И овој надпревар е веќе на новиот градски стадион. Да. По кој повод се одигра овој надпревар? Па се одигра, Вардар беше казнет, утето се требаше да се игра на домашен терен овде и Звезда беа дојдени и тренираа овде. 2-3 Звезда беа на новиот стадион. Да, и на новиот стадион се играше. Можем да кажем за Мутибарича, голманџија што дојдоа, например, од 82 на Косово, почне да дојдат опет играчи некои нови. Да. Купуваше Тетекс играчи нови. Имаме и една гостинска победа. Крагуеваc тука слика, имаме Тетекс на подготовки во Негорски бањи. Да. Тетекс победа Прилеп 1:1, ова е веќе 92-та година, меѓутоа е интересна слика, снег на градскиот стадион. Има еве да прочитаме некои од генерациите. Тетекс 84-та, Кечан, Раца, Зоран, Деврња, Аце, Мутибарич, Недев, Чваре, Дончо, Баљо, Мики, Саре, пак Мики, Бобан, Цане, Дејан, Гајур, Владо, Мирко и Јордановски. И таа е добра екипа, многу добра екипа, играчи, многу добри играчи. Абе нема што да речем за која екипа. Во првите години после испаѓањето од прва Југословенска лига Тетекс повторно се обидува да се врати, меѓутоа неуспешно, не му успева тоа и потоа следува еден пат кон крајот на 80-тите години. Тетекс играе веќе 89-90 година во трета Југословенска лига. Стеве Заковски, Штела Јаковлевич, Трајковски, Афет, Зоран Јовановски, Коки Јовановски, Томовски, Блажевски, Богдановски, Османи, Стојановски, Златановски и Божиновски. Дојдовме се Македонска втора лига, пошто Југословенска не постои, Македонска втора лига. После тоа, 2010 година, стануваме шампиони. Така, ќе се префрлиме на тие слики од другата страна се. Овде се генерациите кои што почетокот на 90-тите години играат во втората Македонска лига. Да, така. 2010 година стануваме Македонска прва лига. Шампион, после 16 години се враќаме во прва лига. После 16 години се враќаме во прва лига. И Тетекс уште првата година како прволигаш го освојува купот на Македонија и игра во Европа. Еве тука ни пишува Тетекс Венспилс и успеа да стигне Тетекс до третото квалификацијско коло. Две утакмици. Беше третата изгуби. Бидејќи го освои купот, почна директно во второ коло помина, а во трето веќе испадна. Еве дел од играчите од тој период: Душко Трајчевски, Драган Начевски, Љаки Секуловски, Јорде Георгиевски голманот, Игор Кралевски, Владко Дробаров, Мартин Блажевски, Иван Настевски и Екзан Бејтулај, репрезентативецот на Македонија актуелен. Тетекс имаше и неколку порази во куп финалињата. Еднаш изгуби од Работнички и еднаш изгуби од Металург. Вториот трофеј Тетекс го освои под водство на Горас Михајлов како тренер, а тоа е оној незаборавен дуел против Шкендија и победата на пенали. Еве на горната слика Горас Михајлов со трофејот од купот, а тука и целата екипа на Тетекс. Повторно играме во Европа, овој пат со Пјуник. Меѓутоа, тука испаднавме. Испаднав. Веќе во 1-1, 0-1 и испаднавме. Првото коло. Еве га екипата што играше против Пјуник. Да, Божиновски, Марко Јовановски, Драган Начевски, Аце Крстевски, Игор Кралевски, Генци Сени, Виктор Ангелов, Екзон Бејтулај, Дарко Мицевски, Филип Деспотовски и голманот Ванче Манчевски, херојот од победата против Шкендија на пенали. Ма свите биле, нема туека, не надвоемија. Херои за мене свити не биле. Чичко Мато, колку фотографии имаш во оваа простори? Па не знам да ти кажем, 180 имам сигурно. 180.
И плюс имам у другата просторија. Имаш уште фотографии кои што треба да бидат изложени? Да, треба сега у треќа линка смо. Морам да изставим и тие, не ми се ставени. Тетекс се лигаш, меѓутоа и тоа е Да. дел од историјата на... Да, нема која лига да е мора. Секој играч што играл у Тетекс, имам слика. Дали играл за Подсојуз, а немам слика од него, дали македонска негде. Важно, еден играч од други клуб ке што играл, го имам играч. Немам играч у Тетекс што играл, да го немам на слика. Така. Да, Целата историја на клубот ни слики е прикажана во галеријата на тетовецот Блаже Аврамовски, односно Чичко Мато, како што сите го мене ме знаеме. знае Мато. Да. Чичко Мато, се надевам дека ќе продолжиш да ги собираш сликите од ФК Тетекс, да ги изложуваш тука, помладите навивачи на клубот да дојдат, да се запознаат со богатата историја на клубот. Тетекс во Југославија важел за еден од најголемите клубови во Македонија. Па вака ќе ти кажем, и у другата просторија имам од помладокот на Тетекс за 10 години, имам од војводите за слike, мора и тие да ги видимо, и војводите доаѓаат кај мене. Гледаат на слike, има пошто нивни слike, например, и доаѓаат, си гледаат слike. И ја нема што ти екат. Имам 70 години, 50 години слike веќе берем. Дур сум жив, 100 години, 150 за Тетекс, ја ќе правам. Да не може никој да биде поголем навијач од мене. Шо знам, ја така, и нема, и да има. Нема, во оваа просторија, еве, терен сум направил, фудбалски клуб, Тетекс го нема. Јас сум го направил овде, нека дојде овде, нека игра. Чичко Мато, ти благодарам што беше гостин во нашата емисија и ние што бевме гости во твојата галерија. Јас можам да ти посакам само 100 годишнината од формирањето на Тетекс да ја прославиме заедно. 65 години прославивме овде. 65 години беа и војводе, и управа на Тетекс, и се. Јас се надам. Опет ќе продолжието традицијата, без тоа не може. Ондак не сум бил текстилџија, 2 години сум бил, 3 не сум. Дур сум на ноѓе, дур сум све Тетекс, ќе го гледам. Има многу работе, ова кажавме ми е, ја кажав на брзина малу, како да кажем, за играчи утакмице имало да кажем, многу лоши утакмице, добри утакмице, радосни. Не можем да докажем тоа. Треба да се седне убо Слика по слика да се разгледа. Да, тоа сум бил, не сум бил, пошто јас сум бил, те викам, за Србија да не зборим, и у Призрен, Ѓаковица, Приштина, лоши утакмици имало, па за Македонија имало, многу. Чичко Мато, ти благодарам. Фала, ја сум благодарен што дојдовте овде и па ја се надам ќе дојдеме уште поголем репортер да направиме овде слike. Тоа беше разговорот со Блаже Аврамовски, односно како што сите го знаеме Мато. Се надевам дека навивачите на Тетекс, поранешните фудбалери се потсетивме на едни убави времиња на клубот, на минатото, на настапите во Југословенската лига, меѓутоа и на оние понови успеси, освојувањето на 2 куп трофеи на Тетекс, 2 настапи во фудбалската лига на Европа. Ви благодарам што бевте со нас, се гледаме следната.